Лицата кои планираат да учествуваат на штандовите на Штипската пастрмалијада треба да поднесат навреме барање до Управата за јавни приходи пред почетокот на настанот. Барањето се пополнува и поднесува на лесен начин и во него е потребно да се пополни име, презиме, матичен број, како и барањето за временскиот карактер, истакна вижданочниот извршител на Управата за јавни приходи Маре Данкова за МНЕТ телевизија. Во моментот, точно дека Штипската пастрмалија е актуелна во градот Штип, што значи дека сите оние физички лица кои планират да учествуваат на штандовите, значи да дават производи или услуги, имат обврска да достават вакво барање до Управата за јавни приходи пред почетокот на настанот. Барањето е се пополнува на многу лесен и едноставен начин, се пополнува име, презиме, матичен број на граѓанинот и задолжително се штиклира дека тоа барање се однесува за времен карактер, значи за колку денови, за колку месеци, мислам дали за ден, месец, задолжително значи се штиклира дека од времен карактер. Врз основа на барањето, Правата за јавни приходи, Одделението за утврдување на даноци, изготвува решение и тоа решение со прилог на налози го доставува до подносителот на барањето. Со почитувањето на законот за регистрирање, правните лица го подобруваат својот бизнис, заштитуваат својот имидж и директно ги избегнуваат казните, вели Данкова. Доколку се почитува законот за регистрирање на готовинското плаќање, односно доколку правните лица издават фискални сметки, со тоа го индиректно и директно го подобруваат животниот стандард на граѓаните, а исто така и го бранат, го подобруваат својот бизнис, го заштитуваат својот имидж и ги избегнуваат казните. Инаку во Управата за јавни приходи веќе има пристигнато барање и понатаму тие апелираат на останатите вршители на дејност кои учествуваат на пастрмалијадата во следниот временски период да ги достават барањата, за да Управата им ги достави решенијата, за да не се дојде до несаканите последици.